од театар за деца и младинци, пак за деца и младинци ќе биде следнава тема. Не знам дали се случи во академијата некој погрешка, ама некој или баш онака што се вели наменски си дошол да се запише или да биде дел нели од овие надпревари кои што ќе ги најавиме, се надам дека повеќе е наменски, ама па зашто да не, некој погрешка може ќе си го трасира патот до успехот. Отворена е вратата секако и погрешка и наменски. И наменски. Добро утро уште еднаш, добро ми дојде. Добро утро и на вам. Магистар Васка Мидич, председател на Академија Роботика и иновации. Толку фино ова звучи. Да. Академијата за роботика и иновации нуди образовни услуги за деца и млади од 6 до 19 години со еден посебен иновативен пристап, каде што децата преку роботизирани модели, програмирајќи ги роботите со примена на лего коцки, учат за во STEM областа навлегуваат со посебен пристап, каде што изучуваат наука, технологија, математика и инженерство. Значи никогаш не ти е здодевно? Мене искрено не, а и на нашите професионалци кои што тимот работи со овие дечиња. Практично ми го одговараш сега и првото прашање што всушност работи академијата? Академијата и која е фундаменталната вредност на истата? Да, академијата е регионален партнер за First Lego Лига надпреварите, кои што се надпревари за едукативна роботика преку First Lego Лига Explore за најмалите дечиња од 6 до 9 години и First Lego Лига Challenge за поголемите од 9 до 16 години. Оваа година коорганизатори заедно со нас беа и голема благодарност упатувам до нив Машинскиот и електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Надпреварот се одржи на 24 февруари во спортската сала Јордан Мјалков. И не сте биле малку, 19 тимови, неколку градови и околу 180 учесници. Над 180 дечиња, заедно со нивните ментори, родителите, имаше и доста публика посетеност. Тимовите се подготвуваат цела година за овој надпревар, работат на различни предизвици, Фрст ги следи глобалните предизвици и оваа година е темата Masterpiece или ремек дело, каде што дечињата, односно треба да направат една поврзаност на уметничкиот дел со технологијата, иновациите и визуелните ефекти. Односно, како поблиску ќе го преточат тоа до публиката, да биде поинтересно, триптих техника, сите три работи кои што треба да кохезира за да го имаат завршниот дизајн. Токму така. Тие се надпреваруваат во 4 категории. Роботската игра, каде што тој робот е создаден во текот на целата година и треба да изврши одредени мисии на денот на надпреварот, со нивно програмирање нормално кој што го сработела во текот на годината. Во судиската соба се оценуваат за основни вредности, за роботски дизајн и за иновативен проект. Нешто сакам да те прашам, First Lego Лигата ја сретнав, се сеќавам минатата година како тема. Баш доби некако на експанзија. Masterpiece беше за обновливите. За обновливи, така беше и баш мултидисциплинарна истражувачка програма, како што велиш, она што е куриозитет е застапено на 100 земји, практично различни меридијални географски подрачја и околу 600.000 деца. Тоа е прилично огромна бројка. И сега колку реално би те прашал младината со ајде тој во свој свет максимален светоглед, кое дете едно уме или го има, да речеме, и го посета суштински, нели може да полемизира и ја согледува неопходноста за промена, да речеме, преку овие алатки, дизајни кои што ги работат. Зборам сега, нели, во нива на млади истражувачи на еден начин. Значи, толку иновативност користат, посетуваат различни институции баш за тој иновативен проект кој што треба да го сработат, се советуваат со стручни лица, со во областа на експертизата која што е намената во тој дел. Значи, тоа се едни млади умови кои што се на ниво и на ранг на возрастна популација. И тука децата премногу учат и премногу и можеме да научиме од нив. Таа презентација која што они ја нудат кон самите судии кои што беа од овие два факултета професорите е воодушевувачка. Тоа е случува некакво жирирање, да речеме, некаков критериум постои за едно дете да критериум, имаат оценки за остварени вредности кои што кажавме. За да работат во тимовите кои што. Да, на крај добиваме еден финален победник, кој што победникот оваа година ќе оди ние како организација возможуваме интернационален пласман. Оваа година е во Америка од 7 до 9 јуни. Тоа е победникот од Кочани, Робо Москитос, додека второпласираниот од Скопје, Revolution Robotics. Да, Revolution Robotics е второпласираниот, иде во Грција, така. Од 9 и 10 март. Ако фокусот минатата година беше обезбедување на прифатлива, сигурно држлива и модерна енергија за сите, нели?
конкретно темата годинава, како што најдов, може би спомене сега. Ремек дело, да, Ремек дело. мастерпис. Од модели на исхрана се промовира и с големи свеста за идните навики во исхраната преку обезбедување знаење. Да. Тоа беше годинава како тема. Пак ја напоменам дека треба да се поврзе таа иновативност, визуелните ефекти да се пристапи кон публиката, кон народот за посета на повеќе на овие уметнички дела. Да може да се приближат повеќе театарските представи, повеќе да се приближат киносалите, концертите, се со визуелни ефекти. Се со и визуелни технологија, ефекти. да. И сега ќе те прашам, претпоставам дека Легото може би е избрано најпрво како да речам интерактивна игра, ама зошто баш Легото? Едноставно е да речеме преку нивна креација и игра да го создадат тоа идено решение? Да, поедноставно е, повеќе децата може да го изразат нивниот Потенцијал, иновативен и потенцијал. Тука имаат и слободно изразување, покрај тоа што користат тип на инструкции, но го користат и нивниот потенцијал. Таа интелектуална способност се развива многу подлабенски кај овие дечиња. Дава една насока на едно критичко размислување, решавање на проблем, размислување на надвор од кутијата, out of box. Значи нешто во можност надвор од границите кои што ги поседува. Колку и да е, да речам, наменето повеќе за возрастните, комфортната зона, тоа значи и за младите. Точно. Сега, дали овие идејни решенија се вистински практични, да речам, ајде, Да. дали примената ја имаат конкретно баш таа нивна изработка, која што имаат, еве ти споменали и експертиза за својата возраст, вистина колку се применливи, да речеме, нивните? Особено во делот на иновативниот проект, децата поставуваат реален проблем, кој што треба да го решат и таа теза ја Значи не се презентира. подценува дека сега ние сме дечиња, па Не. напротив, Реален што- проблем. Значи, посетува институции, театри, киносали, бара реален проблем и потоа го презентира со реално решение. Дискутираат, се отвараат дискусии, така? Да. Дебати, Така е. презентација со постери големи, каде што тоа решение од прв почеток до последен дадено со целосно решение. Да, оно што е, пак ќе кажам еден куриозитет за самата академија е дека, нели, конкретно нели за роботика и иновации, нудите она што можеби формалното понекогаш конвенционално образование не го возможува за Кај нас младите. овој процес на едукација не е во формалното образование. Јас искрено апелирам и сакам и тоа е идејата на нашата организација да допреме до релевантните институции, да го внесеме овој процес, но секако постои вакво неформално образование и на моја огромно задоволство е што особено на овој надпревар успеавме да поттикнеме и се вклучи и дури 4 државни училишта од Штип, Кочани и од Скопје. Колку денес Министерството за образование и просветните работници го создаваат просторот или сакаат да го создадат просторот за ваков тип на практични идејни решенија? имаме одлична соработка со надворешните, како што кажав, еве Штип, Кучани се секогаш расположени и сакаат да придонесат во нивното образование со учениците. Од оваа година се вклучи и скопските, меѓутоа се надевам дека ќе допреме до Министерството за образование да може да се овозможи барем некој буџет. Факултативен час, можеби, ако ништо друго во својот редовен. Да има еден вид на презентација, да може да се свати суштината и да се внесе внатрешно во самите институции. Ова што досега говоревме е практично, како што кажавме, за First Lego League, или на преварот за едукативна роботика која што е инспирација за младите умови од целиот свет. Меѓутоа не би можел да го избегнам секако и уште еден проект. Сега овој проект започна од октомври и трае до и трае до 2025 октомври. Така. Значи имаме уште практично, ајде да речам, уште цели 2 години за проектот борба против загадување животна средина и климатски промени. И другите за одржливи алтернативи потребни за иднината. Сега, ако не се лажам, пак ќе ме поправиш ако погрешам, во мај месец ти ми спомена дека има... Во мај правиме повик за сите училишта, формално, неформално образование. Сите државни училишта? Да, и неформалното, за да се вклучат на преварот.
тоа е делот за во мај, кој што бидејќи сега овогодишниот заврши. Во делот со проектите, ние од оваа година веќе сме активни во Erasmus Plus проектите, каде што ги споменавме темите за одржливите алтернативи. Темата е дека треба да се сконцентрираме, да ја разбудиме свеста кај популацијата, да користиме различни одржливи алтернативи за да имаме подобри и здрави диети, да имаме одржливо готвење, да дојдеме до резултат каде што нема да се фрла храна, нема да се труеме од храната. Денеска е тема на разговор практично на голем број симпозиуми, панел дискусии храната, експлоатацијата на храната, животните, така натаму, бидејќи сето тоа придонесува конкретно за климатската... Да дадеме поддршка на производителите, на земјоделците, да добиеме добри продукти и се со цел да имаме еден здрав животен век. Ова е од до генерација луѓе? Млади? Во овој случај ние работиме со државни училишта, се поврзуваме на ниво со државни училишта, каде што таа едукација ја пренесуваме токму во нивните. Веќе нашите стратешки партнери ја внесуваат овој тип на едукација во нивното формално образование. Тука сме со повеќе партнери, со Грција, со Турција, со Италија, Шпанија, Полска, Финска, Малта. Мислам дека не заборавив никој. Значи, сите тие ќе го применат. Ние за оваа тема треба да направиме апликација која што ќе биде достапна на Android и на iOS, која што ќе биде апликација за одржливи готвења со рецепти од сите држави, сите аплицираме во неа и ќе биде корисна за сите, достапна за сите корисници. Дали стигна информацијата сега до учениците за да имаат просто сега до сме месец мај? фазата на апликација ќе биде до крајот на проектот изработена. Добро. Сега во моментот ги држиме тие работилници и обуки на наставниците и на учениците со цел да ја поттикнеме таа свест за одржливите алтернативи. А подоцна веќе ќе се аплицираат додека ги собереме сите тие рецепти, сите тие насоки како треба да имаме одржливи готвења, ќе се аплицираат во апликацијата. Јасно. Значи сите оние кои што сега ќе го фатат можеби случајно ова гостување твое или ќе не гледаат репризно или пак на YouTube. Ќе имаат одржлива апликација за готвење, за здраво. Имено само да прашам кои земји учествуваат овде или споменати што ги кажа Грција, Малта, Грција, Италија, Полска и Финска. Додека во следниот проект кој што е за темата, како што кажавме, немаме друг свет, односно за загадување на воздухот и за климатските промени, тука идејата, токму на што го зборевме и од претходното на надпреварот, да внесеме малце свест кај луѓето се користат обновливите извори за против загадување на воздухот, за загадување на животната средина. Морам да напоменам и да се заблагодарам јавно на министерката наша за животната средина Шукова, која што несебично ги прими нашите партнери и го презентираше проектот Глобе, кој што нашата држава го применува за загадување на воздухот. Тука ние како организација треба да изработиме еден практичен водич со насоки како треба да делуваме на земјината планета со тие обновливи извори за да може да дојдеме до една здрава животна средина и да формираме еден онлайн курс кој што ќе биде достапен до сите училишта. Во овој случај, пак ја напоменам, нашите стратешки партнери ќе го применат во нивните формални образование, но ќе се потрудиме да успееме и за кај нас. Надевајќи се и за кај нас. Само уште нешто, дали се прашав околу тоа, дали конкретно други проекти работи Академијата, што се можеби и во моментот сме сконцентрирани со овие три, кои што најглавниот ни е надпреварот, тоа е носечки и нормално едукацијата со нашите дечиња и со наставниците од формалното образование, кои што исто нудиме обуки, за да придонесеме малку повеќе во делот со формалното образование. Супер. Ти благодарам што се обидовме некако да влеземе во твојот свет иновации на роботика. Исто и на вам за поканата. Убави и успешни 2 години пред нас. Ви благодарам многу. Ти благодарам уште еднаш. Син, ево.